Академик Зузана Тополинска, жива легенда на светската славистика. Ви благодарам што прифативте да зборувате за 360 степени во атмосфера на, јас би рекол, обновени негаторски тези кои што доаѓаат од Бугарија за македонскиот јазик. Академик Виктор Фридман неодамна рече ништо ново и неочекувано. Што би рекле вие? Па и јас би се согласила со Виктор. Мене лично многу пати директно некако ми искомпликува живот, односот на бугарите кон фактот дека јас се занимавам со македонистика и истражувам македонски јазик. И од тука ми дојдоја некои асоциации како изгледале тие бугарски интервенции од самиот почеток, од кога почнав да се занимавам со македонистиката. И во врска со тоа, радо би ви испричала некои покарактеристични случаи. Да, би сакале да ги слушнаме. Така, например, веќе на првата конференција, кога бев во Софија, тоа беше и мој прв престој, прво доаѓање во Бугарија, организаторите на конференцијата, сериозни некои ликови во бугарската лингвистика и наука воопшто, ме издвоија од мојата полска делегација и свечено ме поканија на ручек. Која година е тоа? Па сето тоа за што ќе кажувам, тоа се 60 и 70 години на минатиот век. Тешко ми е сега да ви кажам точно. Значи се најдовме во еден од убавите софијски ресторани. На почетокот разговорот си беше банален, времето, први впечатоци од Софија. Меѓутоа, потоа дојде до декларација од еден од тие господа, кои сите ми беа непознати, ни лично, ни по презимиња, дека за нив е катастрофа, цитирам, катастрофа што јас се занимавам со македонскиот јазик. И се разбира, од тој момент атмосферата веќе не беше баш пријатна. Некако допливавме до крај. Јас реагирав само дека не ми е апсолутно разбирливо кој е подтекст на таа нивна декларација, дека мене македонски ме фасцинира по својата структура, дека многу учам од моите македонски колеги и немам намера таа линија на моите истражувања да ја прекинам. Значи, тоа би била отприлика првата случка. Втората сцена е пак во Софија, ама овој пат тоа е една работна конференција и кај што работиме во простории на университетот. Тоа што се случи е еден момент карактеристичен. Меѓутоа, јас од почеток на оној престој сфатив дека бугарските колеги, тогаш уште не би знаела да кажам дали по наредба или по инстинкт, апсолутно бегале сите комплет од било какви индивидуални, приватни контакти со мене. Меѓутоа, не беше тоа баш многу тешко, јас имам добри контакти во тие меѓународни комисии. И сега еден ден седам во амфитеатрот, во долните редови, и одеднаш одгоре од галерија на колена ми пада пликот. Во пликот е писмо од еден бугарин колега со кого се запознав порано во Чешка. И во писмото стои молба. Јас, ако имам некои мои сепарати, да ми ги оставам во таа и таа сала над парапетот на тоа и тоа прозорче и ако сум заинтересирана, тој радо на исто место ќе ми ги остави своите сепарати. Значи, не ми требаше друг доказ дека ним им беше забрането да имат контакти со мене. И така дотраавме до крај на конференцијата. Јас сепаратите собрав
I to не само негови, ама и од некои други бугарски колеги, кои или сакале да ми се пофалат, или сакале да покажат дека се на негов став, дека не е казниво човек да има контакт со мене. Сега, третата случка... Вие вашите сепарати му ги оставивте? Да, апсолутно. Што да не, тоа не е тајна што пишувам јас. И третата случка би рекла најпонижувачка за бугарската страна. Имено лето е и јас со мајка ми летувам во едно одмаралиште на нашата Полска академија. Тоа номен се викаше Мондралин, едно 30 километри од Варшава. И таму, во тој Мондралин, со такси ми доаѓа господин ректор на Софискиот универзитет. Доаѓа со целта да ми објасни колку среќна би била да прекидам најпосле со тој македонски и да се префрлам на бугарски. Па би можела цело лето секоја година со мајка ми бесплатно да седам во Бугарија. На море, во планини, кај што би сакала. Би имала отворени сите можности во нивните проекти, можности за печатење, главно чиста среќа. Се разбира, јас му изразив моето големо чудење дека се прифатил тој важна фигура на таква понижувачка мисија и се поздравивме. Човекот си замина. Замислете. И последното, мала работа, ама пак карактеристична, е поврзана со Меѓународниот конгрес на славистите во Киев. Места за тој конгрес за одделни делегации биле обезбедени доста мало бројни, а тоа беше веќе она социјалистичко време на московски сателити во Полска, кога ние не сме имале пасоши дома, туку сите наши пасоши седеле во Министерство за надворешни работи. И јас се пријавив со реферат како кандидат за Конгресот. И ме одбиле дека не можам да добијам пасош. Јас се бунив, барав некои протекции, меѓутоа заврши негативна работата, а потоа приватно сум добила коментар дека на седница на Меѓународниот славистички комитет, кога се зборуваше за составите на националните делегации за Конгрес во Киев, бугарските другари многу енергично дискутирале против моето учество. Значи, тоа се тие случаи што сум ги избрала. Мислам дека тие кажуваат доста, а мојот заклучок е дека кажуваат пред се тоа што бугарите се дотолку несигурни за праведноста на нивната позиција, што дури една полска македонистка за нив представува опасност. Па тоа е циркус. Ви благодарам. И јас вам.